Добре дојде во студио за Мариглен Демири, член на Левица. Утрово беше приведен, како за почеток приведен, повикан на информативен разговор. Повикан е веројатно точниот термин, така. изразот, да. Вашиот соборец, активистот исто така на Левица, Здравко Савески, имате ли информации што се случи? Па информации конкретни, па што се случи после пресконференцијата немаме, меѓутоа Здравко Савески беше задржан во полициската станица Пролет и истиот би требало да е изведен досега пред Истражен судија. Пред истражен судија, тоа мислам, Тоа на што како што си оди постапката. Да. Фактички на самите органи на прогонот, да ги наречам како тие си. Добро, како дознавте дека Здравко Савески е повикан на информативен разговор? Па знаевме за Здравко Савески уште од вчера, затоа што тој ни кажа, затоа што сме во непосредна комуникација ние како членови на Левица, да кажеме. Добил покана? Што ви кажа? Добил покана и други членови наши добија покана исто така. Колку луѓе добија покана? Под Левица досега со Здравко Савески се тројца, исклучувајќи го Бранимир. Бранимир беше приведен, меѓутоа беше пуштен наредниот ден. Меѓутоа друг член, еден од тие тројцата, освен Здравко, во 2 часот требаше да биде пред сослушан, да кажам, во полициската станица Пролет исто така, за кој што немаме баш информации, затоа што мислам дека се уште трае распитот или сослушувањето од страна на полициските службеници. Така што се сомневаме дека односно претпоставуваме дека и тој исто како Здравко Савески ќе заврши веројатно пред кривичен суд, односно јавното обвинителство ќе побара и за него некаква мерка за во смисла на тоа да не се повторува веќе делото. Добро, знаете ли зошто се повикани на истражен на информативен разговор? Предпоставувам како учесници во така наречена толпа. Учесници на протестите. Секако, значи, да не се лажеме, ова нема врска со никаква друга активност, освен со активностите на Левица и на сите други опозициски политички партии, активисти, НГО групи и така натаму, па и граѓани поединци кои што не се врзуваат со ниту една организација. И ова е во суштина некако си политички прогон, јас би го нарекол, исто како што го нарече Апасиев денес на пресконференција, видете, има една интересна прогресија, значи, ние да не се лажеме, живееме во општество во кое што нема држава, има сила. Правосуден систем ние немаме, да не се лажеме. Правниот систем е киднапиран, е урнисан, како сакате. Вие слободно можете да го наречете и со правни, и со филозофски термини. Како и другите власти, всушност, зашто протестирате извршната, која станува збор за точно така, меѓутоа таа власт има полиција. Таа власт, она што ние немаме, да кажеме. А тие имат и плюси сендвичи, имаат и разни, како се вика тоа, моменти и потенцијали да можат тие да не опираат нас. Меѓутоа мислам дека на наша страна е правдата, не е битна вистината. Има луѓе викаат дека вистината не ми интересира вистината, мене ми интересира правдата. Има едно мото на шарината револуција, вие имате куршуми, ние имаме срце. Јас ќе кажам, тие имаат и куршуми, тие имаат и сендвичи, имаат и плати, имаат и се. Меѓутоа имаат и затвори. Имаат тие затвори, меѓутоа ние имаме и следбеници. Ќе ве замолчат ли се едно што имаат затвори, куршуми? Не, како замолчува? Мислам да не се лажеме. Па тие се сега во една голема паника. Мислам дека се во голема паника, мислам дека притисокот е голем врзнив. Мислам дека од ден па на ден го губат
тлото под нозете, мислам дека оние пораки кои што беа доста агресивни, ќе кажеме на пример, од моментот на онава фамозно интервју на нашиот, како да го наречам, председател или кога фактички кажа дека тој имал некои канали на известување кои му помагале него тоа да ги прибере сите податоци. Да ги прибере податоците, дека станувало збор за луѓе анархисти. Чека, од каде тие канали? Што е тоа? Значи, се уште прислушкуваат ли? Тоа е индиректен доказ и потврдување на ние дека тие прислушкували и дека тие прислушкуваат се уште. Па Чавков, министерот за внатрешни, имено, тој е сега заменик. Имено. Министер Унивес Класовски, ако е оставка, проформа и жал ми е зошто тој се уште нема, ако ја нема својата моќ, односно онаа моќ која што му припаѓа по дефиниција, тој мислам дека треба да си поднесе оставка затоа што мислам дека комуникацијата но му е одбиена. Па добро, се уште не е верификувана и така натаму и така натаму. Но Чавков рече, се извинувам што ве прекинувам, Чавков рече сите дека се снимани на протестите. Како вие тоа го разбирате? Па јас го разбирам, па дека во суштина и не само она што ние сме снимани, па сега немаме кај да бегаме. Туку во суштина, она се присутноста на самиот режим, ние се соочуваме со се присутноста, вие не можете ниту да се пожалите, вие немате ниту место каде да протестирате. Тоа е она контрола, апсолутна контрола врз вашите тела. Ние мора па ние сме принудени и да не излегуваме и од дома. Само поради тоа што ќе не снимаат. Тие ќе не контролираат и тие ќе не дисциплинираат. Битна работа е што ние мислам дека полека почнавме да го убиваме полицајецот во нашата глава. Полека ќе треба да почнеме да го убиваме полицајецот во нашето тело и навистина да не сме веќе сгужвани и веќе да не сме, како да кажам, дисциплинирани. Мислам дека ние полека сега ќе треба па не да ги заоструваме нашите мерки во однос на насилство, не во однос на насилство, туку во однос на присутност и на ослободување. Ние треба да го поплавиме Скопје, затоа што за жал се е централизирано во Скопје и револуцијата горе-долу се случува во Скопје, а го поддржувам моментот на децентрализација низ цела држава. Вие сте од Битола, всушност, и таму се одвива шаријата. Точно така. Меѓутоа, битна работа е во Скопје. Ние треба што помасовно да излеземе и да им покажеме на овие скотови дека вие ја украдовте државата, ги зедовте институциите како да ви се сермија од вашите родители, ама не можете се уште животот да ни го земате, па да не апсите за направо кое што нас ни припаѓа и кое што ние треба да го штитиме. Не можеме ние да дозволиме барикадите нас да не запрат, само поради тоа што тие се плашеле дека ние ќе ги шараме со бои новите згради кои што личат на квази наци, односно па самите нацистички згради имале некаква историја, имале некакво минато, ова нема ниту минато тука. Значи ние мора да се и мирно на Гандиевски, Ахимса или со тие методи на Black Movements во USA или во Америка да фатиме и стварно ние да го окупираме јавниот простор кој што тие нас ни го заптиса, ни го зеда. И тие ни кажуваат сега вие ќе одите до тука и после тоа ќе одите наваму затоа што ваму можеме да ве контролираме. Затоа апелирам до сите гледачи на Нова телевизија и на сите други кои што на граѓаните, до сите граѓани вечер да можат да дојдат, односно да бидат присутни, затоа што, верувајте, овие ќе почнат да апсат секој втор. Овие сега ќе почнат, после ова да апсат и луѓе кои што ќе бидат само присутни на ова, како се вика, на протестите. Без разлика дали тој учествувал во некаква толпа, дали ја палеле сликата на председателот, мислам, председател. Вие сте повикани исто така на информативен разговор? Јас сум повикан, меѓутоа поради
адресата на која што се водам, јас се водам во Битола, па јас живеам во Скопје, па има некакви, како да кажам, некои законски преплетувања законски, веројатно мене ќе ми стигне деновиве и претпоставувам дека ќе завршам исто како Савески, мислам на слобода на крај, затоа што сите ние се бориме за слобода, не се бориме за да остане ваква ситуација. Можете да бидете уопсен, подготвен ли сте да бидете? Па секако дека сум. Па да, па затоа што кога излегуваме на протест, не излегуваме на протест да правиме селфи. Значи, тоа е битна работа. Значи, не се оди на протест да се прави селфи. Не повикувам на насилство, не повикувам да се тепаме со самата полиција, меѓутоа, повикувам ние да си го заземеме местото кое што нас ни припаѓа како граѓани физички да го окупираме. Тоа е блокирано во моментот. Тоа е блокирано, меѓутоа кога се протестира е блокирано, нема пристап до уставен суд или нема пристап до ВМРО ДПМН. Јас мислам дека ќе најдеме начини. Вечерава мислам дека ќе почнеме од СЈО, па мислам дека ќе се упатиме накај кривичниот суд да во име на тоа да направиме некаков мал притисок или колкав и да е па јас мислам дека тоа ќе биде доволен притисок. Но може да бидете повторно блокирани. Физички мислам да немате пристап. Па мислам дека нема да падне ниту мотивот, а мислам дека нема да падне ниту ентузијазмот. Па затоа што мислам дека на многумина веќе им е дојдено преку глава, така што и блокадите нивни немаат ниту полицајци, колку што ние имаме стварно луѓе, немаат ниту затвори колку што имаме ние луѓе. Зборувам луѓе кои што на вистина им е преку глава од аболиции, од 5-6 шамари на началникот, им е преку глава од разни глупости кои што од како се вика чепкање по како се вика тоа по вреќите со вакви со ливчиња избирачки, им е преку глава на тие луѓе. Значи не можеме ние за секогаш сега ние да ги толерираме, па се уште, па чекајте сега, па вака ќе решаваме, така ќе решаваме. Имаме листа на барања со протестирам и тоа треба да се исполнат тие барања за минимум момент во кој што ние ќе почнеме да преговараме со нив. Ако сакаат преговори со нас, тие треба малку да не изслушаат нас, затоа што мислам дека на крај мислам дека и на оние контрадемонстранти кои што внимавајте, јас значи имам емпатија со нив и не ги обвинувам ниту еден од нив и ниту моментот со сендвичи него. Да, затоа што лично сум бил и гладен во животот и знам колку е битен тој момент со сендвичот. Меѓутоа, кога ќе на крај, мислам дека вистинското страдање ќе најде свој канал. Добро да на се биде еманација и стварно ќе си најде една синтеза на целата ова приказна, затоа што мислам дека и тие и ние сме жртви на еден ист систем на функционирање. Добро, да, велите да се нема леп и да се биде сиромашен, но да се биде сиромашен не значи да се нема достоинство, да се нема интегритет. Па знаете како, мислам дека окупацијата на општеството, на медиумите, на не симулакрум во кој што ние живееме, мислам дека е многу и моментите на обструкција на еманципација. Вие не можете да дојдете до еманципација ако на пример живеете во многу лоша социјални услови, средина воопшто. Како вие ќе дојдете? Вие немате ниту можност ниту да се школувате, немате можност ниту надвор од државата да излезете, вие само сител ви останува вас. Добре, тоа е значи сплет на околности, ние не ги обвинуваме нив, ги повикуваме нив, затоа што станува збор за општество во кое што сите ние сме се родиле, сите ние живееме, сме се солидаризирале и сакаме секој да може да ги ужива правата на слобода барем еден минимум. А во тоа би ги вклучиле и моментите на социјална правда како темелот на една можност
за една индивидуална слобода и за една индивидуална реализација, а веќе не правиме муабет за социјална реализација и за општествена реализација. Идејата на оваа шарена револуција за која каде ги повикувате вечерва во 18 часот повикуваме сите луѓе, идејата е да бидат сите профили да учествуваат, да партиципираат, без разлика на политички преференции, без разлика на религиски или пак етнички. Точно. Ние одамна сме ги урнисали или па сме ги искршиле сите бариери. Одамна сме ги искршиле тие бариери. Мислам дека време е да се уединиме, односно да се соединиме граѓаните на оваа држава и да се биде солидарен за секој. И да ги прифатиме различностите и во однос на идејна, и во однос на идеолошка, па и во однос на политичка, затоа што секој па си има различна идеја за она како треба да изгледа македонец. Тоа не може ниту Пандов, ниту Мирка Велиновска да го каже. Кога велите македонец, мислите на државјанин, на државјанин на држава. Мене никој не може да ми го земе тоа да јас се чувствувам како државјанин на оваа држава и јас сум македонец. Не може Мирка да биде поголема или па не знам некакви си па како да кажам па други луѓе. Па Шопенхауер дури вика немам врска јас со оној германец кој што си ја тепа својата жена, малтретира. Јас не сум германец. Ете така. Јас немам врска со тој германец и јас немам врска со тие македонци кои што го узурпираат поимот македонец, идентитетот македонец, го ставаат во некакво есенцијализаторско јадро со гени, со историја, со разни идентитети. Се монополизира патриотизмот. Се монополизира. Не, извинете, вие не можете да бидете поголем македонец од мене, затоа што јас во оваа држава 6 години активен сум на поле на солидаризација и емпатија со сите она загрозени, маргинализирани луѓе и групи кои што на вистрина страдале. Имаме луѓе кои што се во затвор, имаме луѓе кои што беа во затвор, односно во притвор, имаме луѓе кои што завршија, односно загинаа од раце на полицајци. Дали разбирате? И сега со чинот на аболиција на нашиот, ако не се насмеам, председателни, така да го наречам, значи па се отворија многу други прашања зошто постојат затворите. По Богу, зошто постојат затворите? Има луѓе како па Миле Јанакиевски ни помалку ни повеќе 16 пати е помилуван. 16 пати е помилуван на луѓе без никакво криминално досие, кои што на никој начин немаат узурпирано никаква, односно злоупотребено никаква функција за која што некој ги избрал со доверба дека тие ќе ја извршуваат. Им се заканува 30-дневен притвор. Без разлика дали е куќен или не е куќен. Да. Иако според некои информации или канали на комуникација што ги имаме ние, ни кажаа дека обвинителите побарале да не се препишува мерка куќен притвор, туку да се препишувала мерка притвор. Знаете што е тоа? 30 дена притвор вие да одите и при тоа да не сте достоен, како еден Миле Јанакиевски, од она што јас имам чуено и мислам самите како се вика снимки, можам да кажам слободно јас дека тој човек нема чиста душа, така што мене тоа ми е многу битно. Добре. Ќе покажат всушност судството. Нека покаже судството, точно, доколку има судство. Вистината околу бомбите на Заев. Ви благодарам што... Ви благодарам и за вашата покана.